Почитувани представници на медиумите, благодариме за присуството на денешната пресконференција, на која што би сакале да промовираме една мерка која што е дел од оперативниот план за активни мерки и политики за вработување за 2017 година, која што обезбедува една сериозна поддршка за една целна група која што е на некој начин во послаба позиција на пазарот на трудот и токму затоа оваа сериозна владина поддршка која што е наменета за оваа целна група може да биде од значителна корист за лицата кои што припаѓаат на определени категории. Се работи за мерката самовработување на лица со попреченост и таа е една од мерките кои што се содржат во оперативниот план, на кој што имаме полн ангажман и кој што се трудиме да го доближиме до граѓаните, до потенцијалните корисници, да ги представиме неговите поволности и останатите придобивки кои што стојат на располагање на граѓаните за користење на сите овие мерки и активности кои што се составен дел од оперативниот план. Она што е значајно да се истакне е дека со оваа мерка, мерката самовработување на лица со попреченост, владата дава една сериозна, значителна поддршка на лицата кои што се припадници на оваа категорија на граѓани со цел охрабрување за нивно отпочнување на бизниси, за развој на самиот бизнис, нивно самовработување, но и вработување на останати припадници на овие целни групи или пак лица кои што не влегуваат во рамките на овие целни групи. Денеска е распишан огласот на кој што може да аплицираат како основни баратели на средства сите лица со попреченост, а во соодветна постапка водена од Агенцијата за вработување на Република Македонија и специјалната комисија ќе се оценуваат нивните бизнис планови и ќе се дава логистичка поддршка со цел обезбедување на една сериозна помош и можност тие да се здобијат со овие средства за понатаму да може да располагаат со нив. Она што е значајно и што би требало да се акцентира, да ги охрабри сите овие потенцијални корисници, е дека со она што го имаме како план, како проекција, е возможно во текот на една календарска година лицата кои што ќе аплицираат за користење на оваа мерка да добијат финансиска помош од страна на државата која што изнесува или 1 милион денари, доколку се работи за баратели на средства кои што се лица со помал степен на попреченост, или пак дури до 1,5 милион денари доколку се работи за аплицирање на лица кои што се баратели на средствата, а се лица со потешка попреченост, односно слепи лица и лица со поголем степен на телесен инвалидитет. Основниот барател на средствата, лицето со попреченост, ќе има можност да се здобие со 270.000 денари, основна помош од страна на државата и дополнителни 100.000 денари кои што ќе бидат наменети за адаптација на неговото работно место во рамките на бизнисот кој што тој има идеја да го води и да го воспостави. Но исто така постои опција покрај самовработувањето и добивањето на овие средства, ова лице да може да вработи дополнителни 2 лица кои што може да бидат исто така лица со попреченост, но и не мора да бидат лица кои што влегуваат во категоријата на лица со попреченост и за секој од тие 2 лица да добие по 92.000 денари финансиска помош, како и дополнителна помош од 36.000 денари за технички потреби и логистички потреби, што се на се заокружува една сума од 590.000 денари која што може да ја добие лицето кое што ќе аплицира на овој оглас, а тоа представува една навистина сериозна финансиска помош за отпочнување на бизнис, за воспоставување на дејноста, за самовработување, но и вработување на дополнителни лица, за една економска активност и подобрување на позицијата на лицата кои што ги користат овие средства. Исто така, покрај ова, условно кажано, неприкосновена помош од 590.000 денари, која што овие лица би ја добиле од државата за воспоставување на својот бизнис. По изминувањето на 9 месеци од работа на предпријатието, на бизнисот кој што ќе биде основан како резултат на овој оглас и на оваа мерка која што е содржана во оперативниот план, ова предпријатие ќе се стекне со можноста и со правото да добие дополнителни 20 просечни плати, кои што ќе бидат наменети за поддршка на самата таа компанија, предпријатие кое што е воспоставена, и тоа во случај доколку основниот барател на средствата е лице кое што е со помал степен на попреченост, или пак 40 просечни месечни плати доколку се работи за лица кои што се со поголем степен на попреченост, односно слепи лица и лица кои што имаат потежок степен на инвалидитет.
Ова представува една добра можност затоа што во едниот случај се работи за директна владина помош за предпријатијата основани од овие лица во висина 1 милион денари во една календарска година или пак 1,5 милион денари во една календарска година, што на вистина представува соодветна сума со која што лицата може да го воспостават бизнисот, но не само да го воспостават, туку и да го развијат, не само што може да се самовработат, туку може да вработат и останате лица, во првата фаза 2 лица, но понатаму и многу повеќе се разбира од одвивањето на нивниот деловен план. И уште една работа што би искористил да ја потенцирам, дека претходните искуства кои што ги имаме со реализацијата на оваа мерка се многу позитивни. Оние податоци кои што ги имаме од Агенцијата за вработување покажуваат дека во претходните 2 циклуса, каде што имаме промовирано и реализирано оваа мерка, веќе се воспоставени 115 предпријатија, 115 бизниси и вработени се околу 150 лица. И тоа е најдобра гаранција за успешноста на овој проект, но и она што е многу позначајно, мотив повеќе и охрабрување за останатите лица кои што се наоѓаат во рамките на овие категории да се охрабрат, да аплицираат, да се здобијат со можност да бидат водени низ процесот од страна на Агенцијата за вработување со крајна цел да ги добијат овие средства, да го воспостават својот бизнис и да имаат една подобра позиција и на самиот пазар на труд и во економските активности во државата, а се разбира и подобрена позиција во самото општество.